За сите нас, најтешкиот момент во 2025 година беше трагедијата во Кочани и таа како сенка ќе не следи цел живот. Останува обврската да не ги заборавиме нивните најблиски, но и повредените, а најмногу правдата. Нивната немерлива жртва мора да направи подобри луѓе од сите нас, но и политички и правен систем кој што нема да дозволи нови невини жртви. Посакувам новата година да биде време на исчекор кон траен светски мир, потпрен на меѓународното право и на меѓународните институции. Сакам ние да се вдомиме во Европската Унија, решени да живееме во амбиент на владење на правото, демократија, економски просперитет и здрава животна средина. Лично, секому од вас му посакувам нова година каква што најмногу сака. Среќна нова 2026 година, сакани деца. Среќна нова година, почитувани млади. Среќна нова година, почитувани граѓани. Оваа година не потсети на една суштинска вистина, дека одржливиот напредок не произлегува само од процеси и реформи, туку и од единството, зрелоста за градење консензус и меѓусебната доверба. Само кога стоиме заедно, со почит и волја да ги споиме разликите, како и со одговорност кон нашиот заеднички дом, можеме да изградиме поправедна и посветла иднина за сите нас. Во новата година ви посакувам здравје, мир, добрина и љубов во секое семејство. Да го започнеме новото поглавје со отворено срце, со надеж што не згаснува и со верба во нашиот потенцијал како општество. Среќна нова година 2026. Година на политичка стабилност во која институциите ќе функционираат појасно, поефикасно и поодговорно. Година на вкупна преобразба на Македонија. Нашата визија е јасна и недвосмислена. Држава во која законот е темел, институциите се сервис на граѓаните, а економијата се движи напред. Надежта повторно се враќа кај луѓето. Не ветуваме чуда, туку напорна работа. Не зборови, туку конкретни резултати. Не сме среќни што политичката сцена не секогаш ја осликува зрелоста што ја заслужува државата. Но верувам дека со тек на време ќе созре и свеста дека националните интереси и иднината на граѓаните мора да бидат над се. Државата има потреба од одговорност, сериозност и заедничка грижа за општото добро. Пред нас е нова година. Година на надеж, но и на голема обврска. Обврска да се испорачаат резултати. Обврска да се оправда довербата од граѓаните. Обврска да се продолжи по патот на реформи, развој и стабилност. На сите ви посакувам здравје, мир и сила. Да влеземе во 2026 година со верба дека напорната работа ќе се исплати и дека Македонија ја движиме во вистинската насока. Среќна нова година!